Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе почнеме да збориме за посебни видови на хромозоми и во прво видео ќе се задржиме на политени хромозоми. И слично како што ни кажува самото име, тие се еден вид на гигантски хромозоми кои ги среќаваме во плунковите жлезди кај некои ларви или двокрилни инсекти, диптера и така натаму. Значи не ги среќаваме вие кај човекот, него кај голем број инсекти ги среќаваме. И сега да видиме како всушност што се тие. Да речеме имаме една клетка, така оваа клетка од некој си ткиво, имаме јадро и во јадрото знаеме дека имаме генетски материјал ДНА, но веќе до сега научивте дека ДНА всушност не е една долга линија која е долга 2,1 метар барем кај човек, него таа е составена од повеќе двоверижни, така ДНА молекули кои се линеарни и понатаму нели се прават како се спирализираат, се прават хромозоми и така натаму. Но ако сите би ги наредиле, нели ја добиваме таа должина. Сега овие ДНА молекули всушност, како што рековме, при делба на клетката во време на синтетскиот период од 2C, барем кај човекот, така од 2C преминуваат во 4C, односно се дуплираат. Се дуплира ДНА. И сега ако би зумирале, значи ќе зумираме на некој начин тука. И сега имаме ДНА молекула. И ова сега рачунаме дека е двоверижна, само не ја цртаме како двоверижна. И сега таа треба да се удвои. Сега во нормален случај, значи само ќе се удвои и после тоа ќе се организира како хромозоми, мислам како хромонеми, кои ќе бидат хромозоми, па во тек на делбана клетка, едната ќе отиде во едната клетка, другата ќе отиде во другата клетка. Но кај овие политени хромозоми всушност постојано се реплицира ДНА на ниво на некои дадени хромонеми, односно на овие хроматински нишки, што може тоа дури да се реплицира од 1000 до 4000 пати. Значи вака ќе направиме. Ко многу репликации, така, многу. Сега ќе речеме дека тука има околу 1000 до 4000. Околу 1000 до 4000 вакви хроматински нишки во една хромонема. И ова всушност е тој политен хромозом. Значи огромен. И овие остануваат заедно како едно парче, значи како едно клупче се организирани заедно. И не само тоа, да речеме дека ова вдека, сега што го нацртавме, е всушност така ова целото е само еден од овие хромозомите, како што бележиме со розово, но тоа не се случува само на еднего, тоа се случува кај многу. Значи тоа му се случува и на овој и така натаму. И после сите тие всушност може да се приспојат да направат еден уште многу поголем политен хромозом. Бејќи ова е всушност политена хромонема ова вдека. Сега ако се организираат тие со повеќе хромонеми, создаваат така наречени тие политени хромозоми, кои наверојатно тука ќе ставам некоја слика, ќе видите колку се тие големи и неверојатни. Сега која е всушност функцијата? Значи да речеме сега ќе го нацртаме со повторно со сина и портокалова боја. Ќе нацртаме повеќе какви линии и сега ќе нацртаме да речеме 4. И ние кога ги гледаме всушност на ова целото, вака ќе го представиме како една линија. Ова целото е представено како една линија и кога го гледаме на микроскоп, гледаме делови кои што се посветли, делови кои што се потемни. Исто како кај човековите хромозоми, но тоа не е секогаш од хетерохроматин. Значи нели кај хуманиот кариотип имаме делови кои се потемни, тоа биејќи тука имаме хетерохроматин, и делови кои се бели, кои беа бели, така, тука имаме еухроматин. Сега овдека имаме темни и светли зони, но не произлегува тоа секогаш од хетерохроматин и еухроматин, него едноставно од самата организација. Значи не се вака тие прави ленти, како што овдека ги нацртав, него едноставно оди и сега да речеме овдека се ми треба потенка линија. Значи како што оди овдека сега да речеме у некои места се намотува и продолжува и пак тука се намотува и продолжува и пак се намотува и пак продолжува. И сега ова се случува на сите на истата локација, бидејќи сите овие нишки од ДНА се иста ДНА, бидејќи нели се реплицираше и само седат заедно, се организирани. И сега ние ќе нацртаме 3 на кој вака се организирало. И тука повторно се спрелизира и се продолжува. И сега ако одзумираме, ова всушност би изгледало како овие портокалови линии. Би било позатемнато него другиот регион. Другиот регион би бил посветол. Бидејќи се потено, како дека е позгуснат. Така, и затоа изгледа кога да е потемно на одредени региони, а кога да е посветло на други региони.
не е тоа од хетерохроматин и еухроматин. Но што е поентата воопшто да се содржат овие полиетилени хромозоми? Дали имаме воопшто некаква бенефиција од нив? Па сега ќе видиме тоа. Значи, ако имаме една ДНА молекула која е нормална, и да речеме тука има некој ген. И тој ген нели ќе направи месенџер RNA, ќе патува во рибозоми, ќе се направи протеин. Така, ајде да речеме одека ќе се направи протеин. Со тек на време нели има повеќе постапки, но имаме еден ген. Сега ако имавме повеќе ДНА молекули, да речеме повеќе ДНА молекули, која е всушност истата ДНА молекула, и сега да речеме дека имаме некој ген, и на сите ДНА молекули на истата локација го имаме истиот ген. И ова е многу добро во однос на ако ни треба некој протеин многу да се синтезира, значи обилно, а се наоѓа само на едно место, значи се наоѓа генот за тој протеин на едно место, бидејќи се толку е концентрирана ДНА дека само на тоа место може од тоа место да се реплицира и да се добијат огромен број, значи 4000 месенџер RNA. Така, месенџер RNA за времето каде што би се добила една, да не беа вака структурирани повеќе ДНА молекули една од друга. Сега, не може тоа секогаш се да се чита, бидејќи е вака тесно се склупчени. Него местата кај што треба да се чита, например ова треба да се чита овој ген, ама овој тука например некој виолетов ќе го направам, не треба. Значи овој не треба да го читаме, треба да го читаме само овој. Како ќе го направиме тоа? Добро, сега тука има многу молекуларни механизми, но главниот принцип е дека местото кај што ќе треба да се чита, едноставно ќе се отвори. Значи вака сега, ова е некако шематски прекажано, најверојатно ќе поставам некоја слика кај што е поубаво нацртано. Значи местото кое треба да го транскрибираме ќе се отвори. Сега да речеме дека овдека се наоѓа генот, така? Тој што го направивме и оваа структура која сега ја нацртав се нарекува PAF. Значи PAF. Што всушност од англиското puff. Нели ко PAF, ко надуено. И на ова место сега всушност доаѓаат полимеразите и прават RNA транскрипти кои отпосле нели се добиваат протеини. Значи на овие пафови кога ќе се отвори вака ДНА, значи кога ќе се направи вака како топче надуено, многу се зголемува транскрипцијата на тој регион, така да може многу да се реплицира, да се прави тој продукт. И после кога ќе не треба, едноставно само ќе се врати во првобитната состојба, значи ќе се врати вака. Ако треба да се прави повторно тој протеин, ќе направи повторно паф на тој регион. Сега некој може да рече зашто ова кај нас не се случува, бидејќи гледаме дека има доста бенефиции, но всушност не е секогаш одржливо и многу е тешко да се одржува толку многу ДНА, да има други проблеми кои може да се јават и кај нас не мора ова да се случува, бидејќи има многу места кај што се наоѓа генот, различни алели, има повеќе origin point од кај може да се реплицира и така натаму. И овие полиетилени хромозоми, бидејќи се толку големи и гигантски, не имаат овозможно многу лесно да направиме кариотипови, односно генетски карти, да се увиди доста структурата, некои транскрипцијски региони, тоест на пафовите, во однос на неактивните региони, односно кондензираните хроматински нишки. И поради лесното проучување многу ни има помогнато за изучување на самата структура на ДНА и на сите структури кои влегуваат во незината градба. И сега ова се повторно некако да го сумираме со еден краток пример. Да речеме со бела боја ќе ја бележиме мувата. И сега имаме некоја мува и овдека имаме подлога некоја си, да речеме имаме не подлога, некоја храна. Ова е некоја си храна. И за да ја разгради таа храна, не си треба одреден ензим. Значи треба одреден ензим, ензимот ќе обележиме со зелена, за да може да ја разгради таа храна, за да може да внесе во себе. Така. Сега, бидејќи е потребен тој ензим, моментално го нема удоволно количество, преку процес на различни хемиски агенции, молекуларни механизми, ќе се прати сигнал, значи ај вака со која боја да го бележиме, со ова, значи ќе се прати сигнал каде што ќе се активира тој регион, ќе се направи паф, значи ќе отидеме во оваа насока, ќе се направи паф, бидејќи ќе се зголеми транскрипцијата на тој регион, ќе може да се синтетизира ензимот во многу големи количини за да биде бидејќи е потребен, така, ќе може да се синтезира и тоа ќе може да се разгради храната и ќе може да се внесе. Добро, тоа беше се за полиетилените хромозоми. Во наредното видео ќе збориме за четковидни, односно ламп браш хромозоми. Довидување.